Примарниот инструмент преку кој Европската унија ја поддржува Македонија од периодот на обезбедување на кандидатскиот статус е инструментот за предпристапна помош, односно ИПА, како што ја нарекуваме, која што се досега има, која што се планира во циклуси на периодот на буџетот на Европската унија, односно 2006-13, 13-20 и сега сме во циклусот 20-27 година. Овие три периоди всушност по глава на жител вредноста на европските средства нема никаква голема промена, тоа се во принцип некаде околу 600-650 милиони евра за тие периоди. Пред 2005 година мора да бидеме свесни дека имаше други механизми. Ние бевме и дел од процеси кои што бевме една од државите кои што имаше бенефит од инструментите кои што беа за останатите држави, земите кои што пристапија во ЕУ 2004-2007, односно тоа се механизмите ФАРЕ, САПАРД и така натаму. И ние многу голем период после 2001 бевме корисници на средства од ЕУ во контекст на стабилизација на државата, постконфликтно помирување. Меѓутоа, за она што ние го традиционално сега, барем во овие последни веќе 20 години, го разбираме како предпристапна помош од ЕУ во контекст на земја кандидатка, тоа се бројките, значи за тие три периоди по 600 некаде милиони, од кои што голем дел од нив се техничка помош за државата да може да се прилагоди на европските стандарди, кои што од една страна ги јакнат капацитетите, меѓутоа од друга страна се честопати предмет на критика, дека тоа се средства кои што се враќаат во државите членки, бидејќи експертите се најчесто оттаму. Но имајќи и предвид таа критика, ние сепак на државните капацитети зависи колку ќе ги искористиме. Не може да кажеме дека далеку од тоа дека немаме бенефит. Напротив, тој трансфер на експертиза е најзначајниот за да може да ги трансформирате голем број од областите. Сите држави имаат некои форми на стратешки договори. Прашањето е колку истите се транспарентни, колку ги заобиколуваат или пак намалуваат националните стандарди за јавни набавки. Тоа беше всушност и реакцијата која што имавме околу пред некое време и за Бехтеленка, значи не само за овие сега. Прашањето е како тие држави ве гледаат или го интерпретираат од нивна страна партнерството, бидејќи тоа што е случај со унгарскиот заем, ако и погледнеме дел од изјавите на председателот Орбан, мислам дека неговиот фокус покрај поврзаноста политичка што ја има со нашата држава беше на улогата која што Македонија има во справување со миграциските текови. Значи, секогаш како дека ние сме браникот на кој што ја брани Европа и на кој што се прави таа екстернализација, односно наметнување на граничната политика на ЕУ, што не секогаш всушност на вредносно ниво е нешто на кое што би сакале да се асоцираме. Владите имаат легитимитет тоа да го направат, меѓутоа од нивната перспектива на чист политички калкулус, ова се средства кои што очигледно од Унгарија ги добивме во тек на една година два пати по 500 милиони, кои што беа поделени многу брзо на општините во пресред на локалните избори. Мислам дека тука е јасно дека секако дека треба да се постават и прашалници во однос на брзината, со кое што се трошат, но секако политичкиот калкулус на државата е јасен. Од друга страна, веројатно, она што се случува во моментот со Обединетото кралство се гледа низ друга призма, не низ онаа низ која што се гледа ни Унгарија, меѓутоа јасно е и дека се уште недостасуваат и таму доволно информации, начинот на кој што беше веројатно и поминати процедурите во собранието беа далеку од идеални и тоа креира одредени дискусии или пак да не речеме сомнежи. Но не би требало да ни изненади интересот на Обединетото кралство за коридорот 10. Мислам, значи тука тоа е стратешки коридор. Британија пак има своји други односи со Грција. Пристаништето во Солун е на друга страна, а е многу важно и пристапно и е потребно за сите, така да од тој аспект не мислам дека треба да не изненадат.
и во големата слика секогаш средствата од ЕУ во контекст на и во општо, меѓутоа особено во контекст на инфраструктурата се ценат дека доаѓаат многу доцна. Дека државите, всушност владата во текот на својот мандат често пати нема што да покаже од тоа што е добиено од Европската Унија, бидејќи тоа се средства, како што рековте, кои што доаѓаат често пати со задоснување и поради самите процедури, и да нема задоснување, да дојдат по регуларната процедура. Ние дел од овие стратешки проекти и со планот за раст, веројатно ќе ги видиме некаде таму некаде 2027 година. Ако сте вие министер во моментот, кој што пак е загрижен за својата позиција, има политичка логика. Можеби нема економска и можеби со таа не се сложуваме долгорочно оние кои што ја гледаме државата на друго место, меѓутоа тоа е политичката логика.